Голема победа во големото финале на Купот на Македонија за жени извојува ЖФК Кочани против лутиот ривал Драгон среде Скопје. Кочанчанки во сите фудбалски сегменти на играта беа подобри од скопјанки, освен во нефудбалските наклонетоста на судиите и грубата игра. И затоа на крајот и немаше крај на нивната среќа и на радоста за освоениот пехар. Фудбалерките на двете екипи предпазливо го започнаа финалето, па во првите 20 на минути се играше главна помеѓу двата 16-тинка. Потоа Кочани создаде две добри прилики за гол, но прво Анета Ѓоргиева немаше среќа, а потоа Арсова од самиот агол ја симне топката што ја упати Милеска. И кога шансите нема да се искористат, следува казна. По една брза контра и киксот на Смилковска, Ели Јаковска во последната минута од првото полувреме излезе сама пред Костова и го доведе Драгон до водство. На почетокот на второто полувреме кочанчанки извршија притисок пред голот на Драгон и тоа веднаш даде резултат. Ѓоргиева и Спировска се изборија за една топка, која првата ја претвори во погодок за израмнување. Но радоста на кочанчанки траеше кратко, по само 2 минути Драгон преку Јаковска повторно дојде до водство, откако сгреши комплетната одбрана на ЖФК Кочани. По премиениот втор гол, девојките во црвените дресови целосно ја презедоа иницијативата и создадоа неколку шанси за гол. По една гужва во 16-тникот на Драгон, Милеска прифати топка од Ѓоргиева и ја пласираше во левиот агол на Арсова за израмнување на 2:2. Потоа постоеше само една екипа на теренот, бидејќи Кочани одигра викторија пред голот на Драгон, чии фудбалерки се бранеа со сите дозволени и недозволени средства. Не им помогна ниту грубата игра, Кокаловска по една извонредна комбинација му донесе водство на Кочани. До крајот на финалето кочанчанки можеа да го зголемат водството, особено преку Митревска која наместо мрежата ја погоди гредата. Еве што пове голем успех се јави учесниците во финалето. Катастрофа. Ние игравме добро на почетокот, додека нешто не се смени и пак среќата ги сакаше нив. Па, видите вака, тоа е фудбалот. Така требало да видите. Супер, одлично, добра борба до крај. Неизвестен надпревар. Бевме решени да одиграме, да дадеме максимум и значи покажавме дека сме добра екипа. Екипата на Драгон играше добро, да ги честитам и да ги посакам успех во Лига шампиони. Се надевам до година дека пак ќе го вратиме приемот од Кочани. Купот како и лани си го задржаме кај нас, се надевам дека остане уште многу години. И кога губевме со резултат од 1:0 на полувремето во собликувалната, сите заедно се стегнавме. Рековме дека ќе изгинеме на теренот, го видовме квалитетот на Драгон, го видовме нашиот квалитет и на крајот девојките заслужено покажаа дека имаат карактер, срце и заслужено, пак ќе кажам, го своја Купот на Македонија. Целта ни беше да одеме на двојната круна. Во првенството не ни успеа, еве сега го освоивме Купот, значи доминација за овие 2 години. ЖФК Кочани среде Скопје покажа и докажа дека е подобра екипа од Драгон и дека двата порази во првенството се сплет на неповолни околности, судските неправди и лошиот терен во Кочани. Но едно е сигурно, овие девојки имаат квалитет да му донесат уште многу успеси на најфудбалскиот град во државата, кога се во прашање дамите.